Кога пред една година, на 31. август 2011 година, Груевски и индиските инвеститори од Мадерсен Груп се сликаа во Бунарджик, најавија дека ќе се отвори фабрика за автомобилски ретровизори вредна 12 милиони евра. Тоа е податок од нивните изјави. И повторно во стилот на ДПМН излажаа. Според податоците од извештајот на Агенцијата за заштита на конкуренцијата, може да се види дека новаа компанија, Мадерсен Груп, до сега и се исплатени, верували или не, повеќе од 16 милиони евра народни пари од буџетот. Тоа е овој јавен податок што може сите граѓани на Република Македонија да го видат. Во една транша 15 милиони и 300 илјади евра, во втора транша 1.285 милиони евра на една фирма. Ова е катастрофален пример на ВМРО-вска инвестиција. Конкретно, излегува дека инвеститорот не дал ни евро, но затоа на македонскиот народ му се зеле 16 милиони евра пари од буџетот. И од оваа фабрика, ќе видиме кога таа ќе проработи, ќе прават профит на грб на народот, индискиот газда и веројатно некој ВМРО-вски министер или министри. Затоа и денес повторно бараме. Прво, владата да направи вистински ребаланс на буџетот и да пренамени голем дел од средствата во вистинските капитални инфраструктурни проекти, наместо да ги троши народните пари во криминалните пералници. Второ, владата веднаш да ги врати сите своји долгови и наплатено, а не вратено ДДВ на фирмите. И трето, владата вистински да го сузбие, а не лажно и декларативно, и да биде дел од него, владиниот криминал и корупција, кои ги бркаат и странските и домашните инвеститори.